Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и ви помагам да тргнете изговори и причини од глава зашто можеби не треба да изгледате лошо или да изгледате добро. Денешнава тема е многу интересна и она што ќе го зборувам во оваа епизода е броењето на калории. Неделава се инспирирав да зборувам на оваа тема затоа што сретнав неколку луѓе кои што беа оптеретени со тоа дали можеби они во нивниот начин на исхрана внесуваат премногу калории, дали можеби треба да намалат и така натаму, и тоа ми даде до дознање и заклучок дека најголем дел од луѓето кога можеби размислуваат за да намалат обеми, да намалат масти, да намалат килограми, веднаш размислуваат на тоа што да скратат од исхраната, што да исфрлат или како може повеќе да гладуваат. Но сакам да ви расчистаме на работа дека броењето на калории прво и основно е многу тешка дисциплина. И броењето на калории многу од нас, вклучувајќи ми и мене, се прашувам дали можеби добро знам да ги бројам калориите. Бидејќи за да знаете да броите калории, тоа значи дека ќе треба да ја знаете секоја калориска вредност на секој единствен производ, и ако не ја знаете можеби калориската вредност, да треба да ја читате од етикетата, па да размислувате колку вие грами од тој производ сте изеле и да ги собирате калориите во текот на денот кој што ги јадете, а тоа ја ви гарантирам дека на долг рок ама нема да ви даде никаков резултат, затоа што ќе се уморите и ќе се откажете и ќе се разочарате, и никој практично не сака да го прифати не сака да ја прифати оваа дисциплина на броење на калории. Она што е многу поважно од самите калории, и тоа константно ќе го слушате во овие епизоди и во овие теми, е дека составот на калориите е далеку поважен од самиот број на калории. Затоа што вас може да ви биде дадено, не знам, 5 типа на 100 калории од различен извор. Од типот имате јаболко, имате чипс, имате чоколаду, имате сок, имате и кафе. Сите може би да тежат по 100 калории, но ќе се сложите со мене дека тој состав на калории на сите тие 5 продукти е тотално поразличен. И тоа прави разлика. Од друга страна, повеќето од луѓето немаме проблеми со можеби вишокот на килажа и со зголемениот број на масти во телото, затоа што не ги броиме калориите. Повеќето од нас имаме проблем затоа што внесуваме огромен број на калории во различни интервали во месецот и во годината, и имаме практично просечно 500 калории повеќе во континуитет од тоа што нашето тело ни бара. Она што е никогаш не е проблем да вие внесете 2000 калории повеќе на вашето тело во еден оброк, во еден ден, и затоа постои начин како вие да го избалансирате својот начин на исхрана. Од друга страна, недостатокот на калории, кој што можеби многу од вас го практикуваат затоа што сакаат да скратат на исхраната за да ослабат, е повторно проблем. Зошто? Затоа што вашето тело и вашиот метаболизам секојдневно троши одредена бројка на калории. Тоа значи дека ако јас лежам и трепкам и денеска ништо не правам, телото мој и моите метаболички процеси ќе потрошат енергија, односно ќе потрошат одреден број на калории. Тоа е исто како кола да ја оставите да работи во лер и да стои на паркинг. Повторно ќе троши. Сега, многу од нас не лежиме и трепкаме во денот, туку имаме некаква активност, макар тоа да е и пешачење, макар тоа да е и канцелариска работа, и стрес, и нервози и така натаму, се тоа трошоци на калории. И доколку вие не му го дадете потребното гориво на телото, односно не му ја дадете потребната енергетска вредност на вашето тело ќе почне да си позајмува енергија од ногти, од коса, од кожа, од мускули и периферни делови на телото кои што можеби не се опасни по вашиот живот и по вашето здравје. И на тој начин ќе ги надокнадува. Но тоа не значи дека ќе потрошите масти. Телото никогаш нема да потроши масти доколку го гладувате или доколку можеби внесувате помалку калории од тоа што вас ви е потребно. Телото исклучиво ќе почне да ги троши резервите на енергија и мастите кога метаболизмот ќе почне брзо да работи. А метаболизмот брзо ќе работи кога ќе имате доволен број на калории во телото, кога ќе имате доволна нутритивна вредност во тие калории и кога ќе имате доволно вода и редовни оброци. Тие се законите на телото и не постои ништо поразлично од тоа. Затоа немојте да се лажете и немојте да се оптеретувате со броење на калории и математики кои што нема да ве доведат никаде. За денеска завршуваме. Верувам ви дадовме одлична вредност и верувам дека многу од вас ќе се освестат и дека ќе излезат од овој круг кај што се заглавени. А до следната епизода и до следната тема ви давам благодарност и ви посакувам квалитетни здрави животни навики. Чао, чао!